Почитувани, како што ви најавивме во Дневникот, гостин во нашето интервју вечерва е Николај Павловски, советник во Советот на општина Куманово. Најпрво, добро вечер и добро дојдовте во нашето студио. Добро вечер и вам и на вашите гледачи и благодарам за поканата. Како советник, но и граѓани на Куманово, сметате ли дека со изградбата на кружните текови ќе се подобри сообраќајниот метеж во градот и дали тоа е најдобро сообраќајно решение? Значи да, дефинитивно станува збор за едно од најдобрите сообраќајни решенија за решавање на сообраќајниот метеж. Како што знаете, веќе во првиот мандат на градоначалникот Максим Димитриевски имаше изградено еден кружен тек на влез во градот и тој го олесни сообраќајот многу, што и по сите истражувања на експертите од оваа област за сообраќај е одлучено да се изградат уште два сообраќајни кружни текови во градот. Едниот е Трета Македонска и улица Гоце Делчев, а другиот е улица Трета Македонска и улица Октомвриска револуција. Станува збор за овие крстосници. Овој на улица Трета Македонска и улица Гоце Делчев е во завршна фаза и деновите треба да биде пуштен во употреба, а овој другиот на улица Трета Македонска и улица Октомвриска револуција во тек на работата има најдено некаков проблем кој што треба да го реши јавното предпријатие Водовод, на кој што веќе се работи на решавање и истиот треба најбрзо можно да биде пуштен во употреба и граѓаните сами ќе увидат откако ќе бидат пуштени овие два кружни текови во градот, колку многу повеќе ќе се олесни сообраќајот во нашата општина. Актуелно во моментов е зонското паркирање кое што се најавува пред стамбените објекти на булеварот Октомвриска револуција. Станарите се против зонско паркирање, но и против повластено паркирање. Се надеваат на заеднички прифатливо решение со надлежните, во спротивно најавија уште протести и блокади. Дали како советник во Советот, доколку дојде ваква точка на гласање, ќе бидете за воведување на зона Б? Па, гледајте, најпрвин сакам да ви кажам дека зоната Б е изгласана уште, не ме фаќате за збор, но мислам дека 2010 година консензуално е прифатено во Советот од сите политички партии, само што досега не била спроведена и не била воведена зона Б. Сега е решено да се почне со реализација на истата, и тоа ќе се случува кај улица Октомвриска револуција, кај Жмара, попознато меѓу граѓаните. Мислам дека решение за воведување на паркинг зона Б е добро и дека треба да има воведување на зона Б. Меѓутоа, граѓаните имаат легитимно право да поставуваат прашања и да кажат со што не се сложуваат. Ние како советници и како совет, а верувам дека и директорот и јавното предпријатие Куманово паркинг ќе имаме слух дефинитивно и ќе гледаме да изнајдеме најприфатливо заедничко решение и за предпријатието, и за советот, и за граѓаните. Значи, граѓаните можат да бидат спокојни дека сигурно, ако нив не им одговара како што е најавено сега, дека ќе се потрудиме да најдеме заедничко решение за зоната Б. Следното прашање би било за јавниот превоз. Најспорна линија беше линијата 8. Зошто толку време не можеше да се изнајде решение за превозот и за оваа линија? Па вака. Една година пред да заврши мандатот на стариот градоначалник, не на Максим Димитриевски, туку на претходниот, се направила постапка во која што сите линии се доделени на една фирма. Значи, најголем дел од линиите биле доделени на
една фирма. Тој договор имал период на важност и на траење 5 години. Значи во првиот мандат градоначалникот Максим Димитриевски не можел да го реши проблемот со јавниот превоз, бидејќи многу од граѓаните кои што го користат јавниот превоз имаат поплаки дека не бил ставен возниот ред, дека не доаѓале автобусите на време, дека автобусите не биле од тој тип нови, тоест биле стари автобуси кои што не исполнуваат услови и критериуми. И затоа веднаш после завршување на изборите, односно на почетокот на вториот мандат, ние како совет изгласавме одлука која имаше мал пропуст, дека како ги викаат тие неактуелни, односно неисплатливи линии, и никој за тие линии од превозниците се немаше јавено. Затоа, бидејќи ние не сме предпоставиле за таква нешто, изгласавме втора одлука, од која што направивме пакет линии, и превозниците мораат да се пријават и за тие актуелни и за тие неактуелни, односно неисплатливи линии. И сакавме да го решиме проблемот сите да добијат јавен превоз во општина Куманово. Меѓутоа, бидејќи превозниците кои што претходно имале повластено направено договор со претходната власт локална, тие поднесуваа неколку пати жалби и затоа се оддолжи оваа постапка. Но можам да ве уверам, веќе и градоначалникот најави дека ќе има предлог, одлука што ќе биде ставена на некој од наредните седници на Советот за субвенционирање на граѓаните кои што се оштетени, бидејќи реално многу време чека, ние ќе им ја надокнадиме таа штета која што ја имале за целиот овој период, и ви уверувам дека со ова решение, со овој договор кој што го има направено општината, а Советот ја изгласал одлуката за јавниот превоз, дека граѓаните доколку имаат проблеми ќе можат да пријават во општинските служби, дека тие ќе реагираат и дека сите услови кои што се наведени во договорите се одлични за граѓаните. Како јавните предпријатија да ја надминат енергетската криза, зголемувањето на цената на електрична енергија предизвика големи проблеми во работењето на сите јавни предпријатија во Куманова. Преку Сдруженијето Атком, општинските предпријатија побараа помош од државата, но не добија одговор. Видете, јавните предпријатија, не само јавните предпријатија, туку и општината веќе реагираше преку ЗЕЛС за ваквата ситуација, и мислам дека голем дел од општините имаат проблеми со трошоците на јавните предпријатија. Единствено решение, бидејќи владата не реагираше до сега, не изнајде како да кажа, начин да помогне на јавните предпријатија и на општините, бидејќи ние изгласавме на Совет заклучок со кој се бара од владата консензуално од сите политички партии, значи и од позиција и од опозиција. Изготвивме таков заклучок, пративме, но од владата нема никаков абер. Па јас веќе најавив и на говорница, никоја власт не би сакала во нејзино време да се зголемуваат цените, но овдека станува збор, нели, трошоци дополнителни на јавните предпријатија се и минималните плати, кои што се дополнителен трошок за јавното предпријатие, и бензинот, горивото, кое што сега веќе 2 пати е зголемено за разлика кога зборувавме на Советот. Така да некои цени мислам дека ќе мора да се зголемат во јавните предпријатија, и цените на услугите и цените на некои производи. Нема да биде популарно меѓу граѓаните, меѓутоа за да ги спасиме нашите предпријатија, ако не сакаме да има по улиците смет, за да луѓето добиваат редовно плата, бидејќи видите и тие се граѓани на ова општина, и тие мора да примаат од некаде плата, и не можат тие да работат за џабе, така да мислам дека за жал ќе мора да
се зголемат дел од цените во јавните предпријатија. Нема да биде тоа популарна мерка. Преку За наше Куманово, граѓанската иницијатива, најавени се повеќе проекти за младите. Што од тие проекти веќе се реализира или што може да очекуваме дека во следниот период ќе се реализира и како да ги задржиме младите во Куманово? Значи, генерално, и јас како млад советник во Советот на општина Куманово, но и сите советници, верувам дека и од позиција и од опозиција се отворени и за предлози и за идеи нови, не само во програмите кои што ги има. Ние сме тука да помогнеме и да изнајдеме прифатливи решенија за проектите и за идеите и да ги реализираме истите. Да, има реализирано дел од некои проекти, дел од некои проекти не се реализирани, но сигурно ќе бидат, како например проектот зборуваме за подкровјето на градскиот базен. Тука е предвидено да има еден младински технолошки центар кој што верувам дека ќе придонесе за мотивација на младите таленти и на младите студенти, ајде да кажам, од нашиот град, да направат некои иновативни, интересни решенија, да дадат своји идеи, така да ние сме целосно отворени и ние секогаш и за културата, и за спортот ќе поддржуваме и ќе ги реализираме тие проекти. На локалните избори настапивте како дел од граѓанската иницијатива За наше Куманово. Предводник на сето тоа беше градоначалникот Максим Димитриевски, кој во последниот период најави действување и на национално ниво. Кои се вашите понатамошни планови? Така, значи првин сакам да објаснам и да појаснам на граѓаните дека не се работи за политичка партија, туку ќе се работи за граѓанска опција, значи граѓанско движење или политичко движење, кое што, како и на локалните избори, имаме планирано да настапиме и на национално ниво. Јас мислам дека граѓаните се уморни од ситна политика и од политиканство и дека тие сакаат резултати и реално она што му треба на нашиот народ, без разлика од било која политичка партија и да доаѓаат и од било која опција и да се, едно граѓанско и национално помирување. Бидејќи нашата држава, Македонија, се наоѓа во еден тежок период и мислам дека единствено помирувањето помеѓу граѓаните, обединувањето, може да не извади од оваа ситуација во која што се наоѓаме сега. Мислам дека со овој концепт ќе победиме на наредните избори и дека многу од работите кои што не им се допаѓаат на граѓаните ќе се сменат. ВМРО ДПМН е ваш коалиционен партнер во составот на Советот. Меѓутоа, тие на национално ниво, председателот Мицковски најави предвремени парламентарни избори, бараат предвремени парламентарни избори. Дали во моментов на Македонија и се потребни предвремени парламентарни избори? Реално не знам дали се потребни на Македонија предвремени парламентарни избори, затоа што ситуацијата е таква каква што е, тешка. Легитимно е опозицијата да бара предвремени парламентарни избори, нели, тие веќе и прават блокада во собранието, но дали тоа нешто ќе реши од проблемите доколку има предвремени парламентарни избори, не знам. Можеби имаат некаков план. Но јас можам да ви кажам за нашата граѓанска иницијатива, дека било кога и да има избори, и да има и предвремени, и да има и редовни избори, било кога тие и да се одржат, дека ние ќе настапиме на тие избори и дека ние ќе имаме сосема поинаков концепт од сите и ќе понудиме на граѓаните нешто ново, нешто кое што тие го бараат последните 10 години, а не можат да го најдат. Мислам дека ќе можат да го препознаат тоа во нас и ние секако ќе бидеме отворени само за еден таков концепт кој што ќе се бори против криминалот и кој што нормално ќе служи и ќе работи за граѓаните.
Актуелен во моментов е и спорот со Бугарија. Премиерот Ковачевски не го прифати францускиот договор, рече дека нема да дозволи јазикот и идентитетот да бидат предмет на преговори. Каков е вашиот став? Значи, овој предлог кој што е познат во јавноста како француски предлог, и за мене, и за нашата опција е тотално неприфатлив. И нашиот градоначалник, и јас, и голем дел од советниците имавме реакции и по социјалните мрежи, изборувавме дека ваквиот предлог штети на националните и на државните интереси на Македонија и дека истиот треба да биде одбиен. Јас ја поздравувам одлуката на премиерот што собра сила да го одбие, но не сум сигурен дека тоа ќе се случеше ако немаше реакција таква каква што беше на јавноста. Значи, јавноста треба да биде секогаш будна така за сите, не само за ова, но особено за ова, затоа што, видете, таквиот предлог штети на македонскиот јазик. Значи, тоа е најголемиот и најспорниот момент. Голем дел од бугарските барања влегуваат во тој предлог. И тоа веќе не е европеизација на земјата, туку од билатерални односи, од билатерален проблем се преинаменува во мултилатерален проблем и европеизацијата станува бугаризација. На нас бугаризација не ни треба. Знаете, ние направивме премногу отстапки. Сите овие години од независноста до денес. И гледам веќе и некои пратеници дури и се каат што гласале и за промена на името. Имаше една пратеничка поранешна, пред неколку дена ја гледав, која што се расплака во емисија зашто гласала за промена на името. Видете, ние направивме еден влог за да влеземе во таа Европска Унија за подобро утре. А таа Европска Унија ние сакаме, тие со овој предлог сакаат да влеземе како нешто ново, нешто што ние не сме. Така да не знам дали е целосно отфрлен и сега и денес читам некои информации, дури и председателот на Франција Емануел Макрон изјавил за еден медиум дека е најдено компромисно решение. Спорно во целиот овој процес исто така е и дека транспарентноста за процесот е на многу ниско ниво. И граѓаните не знаат што се преговара, дали се преговара. Зборуваат дека не го виделе францускиот предлог. После ретерира, зборуваат дека нели да го виделе, ама не сакале да реагираат за да не створат нестабилност и во државата и во Република Бугарија. Така да не знам, но мислам дека граѓаните секогаш треба да бидат будни и за секое решение кое што ќе штети на националните и на државните позиции и интереси на нашата држава, секогаш да го кренат гласот и да кажат дека се против, затоа што мислам дека ниту една власт во такви едни реакции нема да прифати нешто кое што е неприфатливо. А ако прифати нешто кое што е неприфатливо, дефинитивно мојот став, сега зборуваме за мој личен став, е дека владата треба да падне. Николај, со силни зборови го завршуваме денешното интервју. Тоа беше Николај Павловски, советник од Советот на општина Куманово. Ви благодарам за ова ваше вечерашно гостување во Дневникот и се надевам дека пак има прилика да бидете наш гостин. Ви благодарам јас вас и поздрав уште еднаш до вашите гледачи. Почитувани, тоа беше се за вечера. Останете понатаму со нашата програма.